Со показна вежба и изложување на дел од опремата која што ја поседува територијалната противпожарна единица од Прилеп, на градскиот плоштад Методи Андонов Ченто се одбележа 20 мај, денот на пожарникарите. Моменталната опременост е она што ја имаме уназад неколку години. Овај период се врши превентивно тековно одржување на возилата да бидат што може во подобра кондиција кога би настапиле тие пожари на отворено. Нив ги потенцираме ради тоа што покриваме голема површина. Две општини се во прашање. Возилата се во добра кондиција, тековно се одржува како што кажавме. Не се нови. А како што ви кажа градоначалникот, очекуваме нови возила во наредниот период кои што како нова опрема би ни помогнала, би ни олеснила работата. Од почетокот на годината до денес, во Прилепско имало 350 пожари во затворен простор, како и на отворено. Надлежните апелираат да се внимава особено со палењето на страништата и друг оган на отворен простор, затоа што голем дел од пожарите, освен намерно предизвикани, настанували и од големо невнимание. Се надевам дека министерствата ќе дадат позитивно мислење на нашето барање за ангажирање на други пожарникари, зголемен број на пожарникари од ова што денес ги имаме во територијалната противпожарна единица. По однос на техничката опременост, побаравме од нив да изработат список на возила кои што со минимални средства можат да се коригираат. Вчера беше тоа тема и на ЗЕЛС, на управниот одбор, и сметам дека во таа насока се движи цела Македонија во моментов, поддржана од институциите кои што се на некој начин надлежни за справување со кризи и за заштита и спасување. И имаме неколку возила кои што заменик командирот ги даде како предлог дека треба да се дооспособат, а во преговори сум за донација на 2 противпожарни возила кои што би значеле подобрување на техничката опременост на службата. Оваа година, за жал, средствата во буџетот се ограничени, немаме обезбедено средства за купување на нови технички средства, но се надевам дека со буџетот во 2027, односно сум убеден дека ќе имаме одредена висина на средства кои што ќе се искористат за доопремување на капацитетите на територијалната противпожарна единица. Територијалната противпожарна единица од овој град покрива најголема територија во Македонија, а освен во Прилеп се покрива и територијата на општина Долнени.